Почитувани мои, може би малку ќе ви биде чудно, а се прашувате што тоа чудно. Ете малку, тука се наоѓаме во урбаната средина на живење. Овдека се наоѓаме во градот Херој, во Прилеп. Овдека се наоѓаме во старата Прилепска чаршија, каде што тука кога ќе прошетате низ старата Прилепска чаршија, ќе забележите дека тоа што беше старото, така речено, полека му стапува место на новото, но се уште тука во ова стара Прилепска чаршија ќе најдете она што беше порано старо, денеска во неколку локали, односно објекти овде во старата чаршија, а тоа е и етно ресторанот Лаки македонска куќа. Што беше поривот, мотивацијата, ете, малку да отстапам од таа традиционална шема заборавени, затоа што целта ми беше онај стар начин на живење кој што и ден денеска го најдеме во нашите села во Република Македонија, кој што тие наши села во Република Македонија, кој човек ќе отиди живеат како од 19 век, меѓутоа овдека кога ќе дојдете во Прилеп, во старата чаршија, кога ќе дојдете во етно ресторанот Лаки македонска куќа, поривот беше ова стара дрвена кола, која што, би се радува душата, ми е полна душата, ова стара дрвена кола, која што ја влечеле дзелгар волови или коњи. Ете, за помладите да се присетат, ова стара дрвена кола ја сочинуваат овие дрвени колца, кои што лежат на метални осовини. Овие дрвени колца се обложени со колани обрачи. Тоа се 4, напред се овие помалите, назад се овие поголемите. Ова овдека се ражништата. Овие ражништа се користеле кога се вршело, кога се ношеле снопјето жито, кога се носело сеното, а иначе кога оделе в чаршија да пазарат, на китени коњите биле, овдека се ставале канати, се вика тоа, а исто така полна ми е душата што овде можете да ги видите овие стари бочви. Според моја процека ова бочва стара сигурно 100 години, затоа што по налико што го гледаме од Првата светска војна кога французите носеле коњак, вино, еве тука се наоѓа и тие другите оварчиго 3 бочви. Меѓутоа ете ќе влезиме во етно ресторанот Лаки македонска куќа да го видите на отворено етно комплексот, етно музеот од оние старини кои што и денеска може да се најдат тука во овој етно ресторан, а сепак и исто така ќе пренесиме и од гурманските специјалитети кои што овој етно ресторан овдека се подготвуваат за гостите, се разбира според они стари адети обичаи, а почитувани мои сето ова ќе биде преточено во еден нов документарен запис во продукцијата Маријо филм, како од етно поставката, етно комплексот, етно музеот, така и од гурманските специјалитети што ќе ви бидат пренесени. Тоа ќе биде пренесено преку Виктор Костевски, снимателот на продукцијата Маријо филм, преку окото на неговата камера, кој воедно е и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријо филм. Гледајте и уживајте! Почитувани мои, овдека полна ми е душата што јас како дете и како, така да речам, возрасно момче, кога ќе излезев во моето село Риндево низ полето, низ падините, кога ќе отидевме во неколкуте чешми во тоа село таму, ете овде ми асоцира на оваја чешма овде која што е изградена по не стар стил со гранитни оваличиго ѓелкани камења, исто така со и така речено мермерни плочи. Овдека тоа убаво корите се вели, но меѓутоа и ова да ви кажам дека овде позади мене
ете се наоѓа таа селска носија, Прилевско-Мариовска, кој што ќе имате овој го во положение на овој документарен запис да проследите во натребот од таа поставка. Овде десно до мене се наоѓа бутинот, кој што нашите баби на времето го ја правеа матерницата од киселото млеко. Тука се наоѓаат неколкуте ова големо грне каде што се подготвуваше гравчето. Ова бардак е кој што собирал некаде околу 15 литри вода, се носела водата наточена од кладенците по нивите да ја изгаснат жетварите. Ова е тој етно комплекс кој што се наоѓа во етен ресторанот Лаки македонска куќа. Гледајте и уживате. Почитувани мои, овде од мојава десна страна се наоѓаат женски носи од Прилевско-Мировскиот крај. Значи имаме тука носи за девојчина до 10 години, за штотоку стасани моми. Тука имаме и за невести, тука имаме и за средновечни жени, што се вика, за мајки, за баби. Овдека исто така превладуваат нијансата на бојата на црвена, на бела, па на темно кафејава до црнкаска нијанса, зависно речи го од годините што возраста на самите тие што ја носеле. Исто така овие селски носи се изработени од волна, каде што волната, како што напомнам, од претходно се предела, се правеле јата, се правеле реси, се правеле основа, па тоа одело се предело преку родон, преку пурката, исто така се предело преку бретеното, летката се нарекуваше тоа, и додека ресите стварно биле мајсторлок било тоа да се направат, се везело навечер до ноќта до рани утрески овај часови. Исто така, значи, во тој временски период се везело на газиена ламба, на кандило, но пак едно ќе речам, ова сето што говораме од мојава десна страна, а исто така овде горе се наоѓаат и неколку икони кои што според моја проценка се стари некаде помеѓу 100-150 години, каде што со вредните раце на самите мајстори, кои што тие тоа резбари, кои што го изработувале со оние длета направени од мајстори ковачи, но пак ќе речам, како што напомнав од ова моја десна страна, гледајте и уживајте. Почитувани мои, од мојата лева страна се наоѓа огништето, кое што огниште на времето тука се палел огон, се дабови дрва, денеска се по современ начин наречен камин, но ете овдека можете да ви ја представам и оваа етно поставка. Ова е таа стара пегла, која што е
изграден, направена од гус и внатре се ставала жар, а овде ќе има неколку отвори, каде што, ова речи го, се пеглале алиштата, значи се пеглале кошулите, се пеглале бечвите, па се пеглале и кога момата ќе ја спремале да ја армасаат рубата на невестата, а овде исто така се наоѓа, да се ставам ова на местото што му е тука. Овде горе ова е џумче, изработено е од бакар, па според моја проценка ова некаде околу сигурно има 80 години старост и во ова џумче се калајдисувало. Доаѓале калајџи еднаш во годината, ната се калајдисувало со калај и имаме различни видови на џумови, помали, средни, големи, каде што ова речи го се носела вода за пиење. Или пак ако било поголемо се носело и млекото. Ова кога ќе било измрзено. А исто овај тука се наоѓа и ова да оставиме вама кај што си беше. Така. Ова е кантар. Еве, ќе се обидам да го... така. Ова е кантар. Сега. Ова се вика тас, ова изработен е ова од бакаре, ова е се синџирчина. Ова е тој тегот каде што сразмерно ја мери овој тежината, а пак овој кантарот мери во поправо во две верзии на меркина на тежина ока и во драмој, односно во грама. Оката е поголема од килограмот. Една ока тежи 1 килограм и 300 грама. И, значи ова, еве вака, некако му доаѓа. Еве го, да видиме. Значи, кога ќе се изравни, еве го. Значи сега тежи 10 килограма, 15 килограми, а пак имало и поголеми кантари, кои што со тие кантари се мерела тежината на една вреќа, брашно вреќа, жито вреќа, да речиме, јашен рж, но исто така, хајде маце, една мала досетка. Дали знаете, дали се мерела волната со кантар? Не. Волната, овој се мери со волуме, а не со тежина. Така е да го ставам овој на местото каде што и припаѓа тука. А овдека пак, почитувани мои, ова е оваа тава. Оваа тава е изработена од бакар. Значи, се е ковано, нема заварено од бакар. Исто така, оваа тава се калајдисувала и станувала бела и тука на времето, кога ќе се заколеа прасенцата, кога ќе се пржеше месото, кога ќе се пржеа колбасите, кога ќе се пржеа прашленките или џибиринки, како ги нарекуваат, мерак беше, стварно беше мерак. Убаво е. Зато би рекол, дојдете овдека да видите стварно каква поставка на отворено. И ова да го наместиме на неговото место. Така. Овде ги имаме и котлето. Котле. Ево има станото малце, овој кој се вика речигот. Ова е од калајдистаното што било. Големи котлина. Иначе си имале и големи котли. Окани ги нарекувале котли кои што се обидрале и до 60-70 литри вода. Тие котли овој ги ставале на пирости, големи пирости, се ставале каде што ја загревале водата, нашите баби, го мајки, и оврчио преку таа вода после оделе овој да ги перат чергите што викале старите,
и ово да си го оставам. И ово, инаку, како што напомнав, овај се каладисано и во ова се носело млекото, кој што ќе било измолзено од кравите, од овците или од козите. А еве овдека имам една стара фотографија. Ќе се обидам да ја избришам прашината. Колку е ова стара. Инаке, самата прашина е да вид патина е. Да видиме. Ова фотографија е стара. Сигурно е да се видиме сокото на камерата тоа да го забележи. Ова фотографија е стара сигурно околу 70 години. Значи, каде што на времето ќе дошол поштарот, или пак, односно, овој фотографот со оние стари фотографски апарати, патина е стварно. Да знае, да зборува, да каже историјата, а што седне се од мене пубаво од фотографијата, нема никаде. Фотографијата останува, а може би ќе се прашате зошто. Знаете што, ова фотографија има останува секундата што времето одминало. Додека електронската фотографија, јас не велам дека квалитетот не е подобар. Јас не велам дека и тие електронски фотографии не одбележуваат дел од времето. Ама има еден, така да речем, мал проблем. Другото е ваква фотографија, другото е да нешто, иако кој ќе одмини времето, и тај ќе има своја вредност. Почитувани мои, пак ќе напомнам, полна ми е душата, што ги гледам и овие стари фотографии, кога предходно напомнав за Роданот, каде што е ова нова фотографија е тој Родан, каде што волната оврчего се предела, а еве ги овие две моми, јас така да речам, каде што облечени во оваа селска носија што претходно вие напомнав. Еве ја тука овај речего фотографијава се наоѓа трпезата и момите, облечени во селски носи, Прилевско-Маријовска јас е нарекувам. Поточно Маријовска е носијата момата што седи од мојата десна страна, додека ова момата што стои та типично е Прилевска, а додека ова другата мома што седи до момчето, тие се таа така да речам овај селска носија од просторите на Република Македонија. А еве тука исто така имаме таа фотографија каде што е тој камин што го напомнав, што се наоѓа кај мене мојата десна страна, каде што овај тука ете овај се наоѓале овој што стоеле и тавата бакарна и џумчето, тука стоело и кантарот, а тука бил распламтен огнот, а околу огнот седеле најсетне најстарите во фамилијата, па после тоа невестите, па момите, па бејчарите, а децата седеле на овај набашка, затоа што вика старите, детето не мора се да знае што разговара по старите, а затоа што бела детето му е да си ја гледа неговата детска работа. Продолжуваме понатаму, почитувани мои, и ќе напомнам, гледајте и уживајте. Почитувани мои, имав некаде околу 12 години во моето село Рилево, кога дедо ми Петре го донесе првото радио, Тесла беше, каде што на средсело кој ќе го пушта радиот, имаше звучници така, и ќе доаѓа на средсело момите, бејчарите, да играат торо, да пеат песни, да ја слуша Васка Илиева, да го слушаат Александар Сериевски, Никола Бадев, Мирве Беловска, тоа радио Тесла е ова радио Тесла. Значи, работи на овој средни бранови и на кратки бранови,
а особено поврчи го да бидам реален. Интересно беше радиото кој имаше директен пренос од фудбалски надпревари Вардар, победа или во времето кога играше Југославија со Бразил. Цело село се собираше, цело село ова речи го слуша. А пак има една анекдота која што ми многу пати се случуваше до ние по-старите селани кои ја го слуша радиото, ќе заврте околу него да го видат каде е човекот што зборува. И стварно е ова историја што се вика. Гледајте и уживајте. Ова е развојот. Развојот на кој што порано нашите баби, мајки, нашите сестри овдека ги ткаеле јаболиите, килимите, веленцата, скутарината, опашалките, фустаните, бечите ги ткаеле на домајчините, џамаданите. Овдека, значи, овој развој се состои, има две кросна, ова е едното е позади, има брдилки, има нишалки, тука ова ќе го се ставале основата, а исто така има специјални алатки направени, каде што јатокот што бил ова речико се вика исткаен, се пробирал низ основата и се ткаело. Како ќе помини ова речико алатката за јатокот, така долу имало се гази, ножилки се викаат, се гази тоа и така ова речико работи континуирано. Ова горе е тапанот, кој што тапанот е народен македонски инструмент, каде што од памтивека до ден денешен е секогаш присутен на нашите свадби, на нашите слави, крштевки, венчавки. Тапанот се изработува од јаворово дробо, а додека кожата исклучиво мора да биде јарачка, а таа јарачка кожа мора да биде исушена едно 2-3 години. А знаете зашто? За да има убав ек, кога ќе тапанџијата, кога ќе земи да го свири тешкото, за да може да ја прати зурбата, а исто така тапанот оди најубав има ек кога оди со гајдата. И ете, почитувани мои, овој дел од овие инсерти ќе биде пропратена со екот на гајдата на Пеце Атанасовски, гајдаџијата Пеце Атанасовски од селото Долмени. Слушајте, гледајте и уживајте. Прилеп е стварно тутунерски град. И околината на Прилеп е тутунерски град. И малку отопен е тутунот. Од зутрина да станиш од 4 сата, па да се после расаду, па исто така да се исправи, па да се насади, па да се обери, да се осуши, пред да се искалапи, пред да се однеси кантар да го мери, како што тоа го има опишано нашиот поет Кочо Рацин. А еве го, тоа е тутун. Ете малку ќе едно ливче да скиниме. Само да го биде окото на камерата. И да ви кажам едно, за оние што пушачите, што се љубители на дробер тутун. Тутунот мора да ферментира 2 години и има рачно се дробјаван, се вика тој. Се бери од втората
рака, не од дибот, не од врвот. Дибот е нечист, а врвот има најмногу смова и после 2 години наван се витка и стварно има убава арома. Многу пак ќе напомнам тутуноберачите на Рацин. Ако не сте љубители на пушењето, ако знаете, ако не верувате што е таа тутунова мака, прочитајте ја песната, поемата Тутуноберачите на Кочо Рацин. Секој човек кој ќе се роди, кој ќе наполни 20 на години, а во старо време што ќе се вратил од војска, ќе велеле, ако не си војска слуган, не си се уште стаса за женитба и за да бидеш домаќин. Кој ќе се вратил бојникот, синот, така речен, од војска, одма родителите, роднините, пријателите се растрачувале да најдат убава мома, а пред се да биде чорбажика, да има мираз, да има чејс, и кога ќе се речи го договореле старите, од кои ќе се виделе невестата и зетот, така речено, пред да појда кај попот да речи го во црквата да ги венча, рубата од невестата се носела преку ова касела. Ова касела е стара, значи изработена 1880 година. Пак, почитувани мои, ја оставам на вас да процените. Денеска сме 2025 ово господово лето, да процените колку е ова касела стара. Но исто така да напомнам дека кога ќе се дал зборот и кога ќе се направил раунот, да ви објаснам што е тоа раун. Раун се подразбира една посебна руба на невестата, значи пред мажење, и кога ќе го дадат зборот, таја пред да појде кај момчето, испраќа тие алишта за свекорот, за свекрвата, за деверот, па ако има момчето баба и за бабата, па ако има дедо и за дедото, ако има постар брат за постарој, ако има помал за помладиот, ако има 5-6 сестри, односно золови припаѓаат на невестата и занезе, ама и од ке момчето исто така, се носела руба, ама таа руба била поскапа, затоа што се барало да му купат на дедото чевли, да му купат пиротски опинци, да му купат чубара, но од кога тоа сето ќе се средело, се одело на канење. А канењето го правил свекорот, кумот и старосватот. А тоа се канело преку оваа карта, изработена од ово дрво, каде што се понела со вино. Ова карта била сета убаво накитена во една волнена торба, искаена од волна, накитена со најубави цветови, или пак била навезена со цветни мотиви, и се одело да се канеле роднините. А пак кога ќе завршува, од кога ќе биле поканите роднините, секој оставал по некој дар, тоа е да речеме шамиче, па некој кој имал кој бил чорбажија, повеќе имал со пари, некој алта му давале. Почитувани мои, овде до мене се наоѓа и овој звонец. Овој звонец имале звонци, копотарци. Звонците се ставале на стадото на неоратните волови, на јунците што викаат, и потоа тој бил предводник, и потоа домаќинот го препознавал, можел да го најди стадото кај се наоѓа, а исто така и копотарците се ставале на овенот угич. Предводникот, пошто ќе го препознале овчарот, ќе си го најди стадото, или пак некоја загубена овца. Почитувани мои, одиме понатаму да видите што
се уште има во ова етно поставка, во овој етно музеј на отворено во етно ресторанот Лаки македонска куќа. Почитувани мои, ова позади мене на што ви асоцира? Ебе, јас ќе се обидам да и ова прашање сам на себе си го одговора. Ова позади мене ми асоцира на оние стари, тешки порти кои што се наоѓа во нашите села. Тоа горе, портата имала авлија, покријана со турски џерамиди. Да влеземе во ова порта и да влеземе во овој, така да речам, народски да се изразам, во овој селски домаќински двор. Почитувани мои, така народски да се изразам, ајде да речем во овој така селски двор, кога влегуваш тука од таа селска тешка порта отворена, овдека во етно ресторанот Македонска куќа. Овде ги имаме горе на горниот штанд, ги имаме инструментите, тапанот, мандолината. Потоа овој тука имаме разни, ова речи го, тепси, имаме бакарни тепси, тука ги имаме котелот. Понатаму исто така имаме поставки од плетени, ова речи го, стаклени садови, кои што на времето се користеа, некои беа големина од 5 литри па до 50, каде што се чувааше препек шливовата ракија. А исто така тука се наоѓаат и имаме различни сита, каде што нашите мајки и баби го одсева брашното пред да го измесат лебот. Или имаме и исто така решета метални, ова едни се нарекуваат дрмони, со поголеми дупки отвори, за да падне скувалот, а имаме, се разбира, имаше решета и со поситни отвори, каде што церевката, зрната од церевката, од кој ќе се свареше, со пепел, ја одбиваат да испаднат ракувците, за пубаво ојчиво да се свари, а исто така во тие сита се сееше не само брашното од пченицата, туку се сееше брашното од рж, брашното од церевката, а и кој ќе се опечеше лебот, којња мирисаше, велеа старите, а лебот се ставаше во ноќу гибика, покриени со цедила, без адитиви, само со природен квас и траеше со денови и беше многу убаво. Почитувани мои, еве овдека позади мене се наоѓа таа стара македонска чаршиска куќа, која што на времето била изградена од два спрата од камен. На долниот спрат се наоѓале одаите за житото, амбарите и се разбира за стоката, додека горе на вториот спрат се наоѓале просториите за живење, задолжително со чардак. Зборувам за оние по селата, додека овдека во градовите, градот Прилеп, значи оваа стара архитектура е и денеска може да ја видите овде во Прилеп се наоѓа, меѓутоа автентично има тука и во етен ресторанот Лаки македонска куќа. А исто така едно да додадам дека мојава лева страна што е, ми наликува на ние стари крчми, каде што ќе дојдеа мештаните навечер, од кој ќе ја завршеа со работата и меанџијата ќе ги чекаше по една лута ракија, подробено сиренце. Ако беше тоа летно време, ако беше зимско, па со испржено мевце со винце, и ќе одам да го
да ви го пренесам тоа, ете ќе го замолам снимателот на продукцијата на РИО Филм преку окото неговата камера. Ќе може ли Викторе да отидеме? Благодарам. Почитувани мои, овде сум на чардакот, да речеме, на кој што ме подсетува ова таа јамболија, кој што нашите баби, мајки порано ги ткаја, од кога ќе беше искајана јамболијата, а имаше јамболии зависно од големината. Имаше јамболија еднополна, со една пола, со две поли, и се носеа на валање, се носеа да се извалаат во едно село Вирово, во Демикисар, а самите валајчари доаѓаа, на коњи ги земаа, ги носеа на пролет, доаѓа повеќе, за да ги донесат и многу памтеа. Кој од кај, што е, чија од која, тој многу, дури беше и главен стројник за кога ќе се армасуваа момите и беќарите, затоа што тој знаеше која мома е повредна, која, чија јамболија, јатокот или реците се повојни или поретки. А се разбира и самиот беќар што требало да го армасаат, дали бил вреден овчар, дали убаво ги напаскувал овците. И, значи, било многу убаво. Ќе одам во крчмама, за да, речи го, би пренесам дел од амбиентот, но од денешни современи, од денешен начин, од денешниот начин на живење и пред се да видиме и да ги видиме гурманските специјалитети на ето ресторанот Македонска куќа.